Храна со поминат рок најверојатно е причината поради смртта на монголските коњи во Скопската зоолошка градина. Трите животни кои се од посебен така наречен монголски вид угинаа за само 2 дена, но од што точно допрва треба да се утврди преку обдукција. Дел од вработените во Скопската зоолошка градина велат дека се случило многу брзо. Во околината немало никаква друга храна, а коњите не давале никакви знаци на болест. Но официјално не сака никој да искоментира ништо. Вработените за Алфа велат дека угинувањето на коњите го пријавиле во полиција, сомневајќи се дека станувало збор за труење на дворешно лице, но дополнителни детали барем засега нема. Директорот Зоран Попов денеска не одговори на нашите повици да каже која е причината за угинувањето на животните. Не каже ниту кои чекори ќе бидат следно преземени од страна на Скопската зоолошка градина. Во молкот над раководството, гласни се активистите кои реагираат дека зоолошката градина се раководи несериозно. Дел од нив стравуваат дека ако менаџментот не покаже поголема сериозност, можно е да угинат и повеќе животни. Бројката ќе биде за жал поголема на загинати животни, односно на коњи. Коњи од заштитен вид, кои се многу ретки, кои се донација на оваа зоолошка градина. Првите причини кои доаѓаат за смртта на коњите е од лошата исхрана. Тоа е целиот проблем според вас? Да, моите информации говорат дека коњите се ранети со исхрана која е донација од една скопска компанија која за жал проценила дека таа храна треба да се уништи и ја донира во зоолошката градина. Познавачите на состојбите алармираат дека на Скопската зоолошка градина подитно е потребен ветеринар, кој навистина ќе се грижи за здравјето на животните, а не по потреба да се бара на дворешни соработници. Веќе 3 месеци за жал зоолошката градина во која има повеќе од 300 животни нема ветеринар, по суспендирањето на ветеринарката која работеше во зоолошката градина и сега прашањето е на ваква епидемија, ние 3 месеци сме без ветеринар, се ангажира некоја служба како аутсорсинг на дворешен ветеринар, но знак на прашање е колку тој човек како поединец, колку и да е стручен може сам да пружи соодветна нега и терапија на 300 животни ако знаеме дека внатре имаме епидемија. Неодамна и главната атракција на зоолошката жирафата Каспер угина од инфекција салмонела. Според патохистолошката анализа од Факултетот за ветеринарна медицина, констатирано е дека оваа инфекција била пронајдена во желудникот на жирафата. Инаку пред 1 месец Скопската зоолошка градина го изгуби кандидатскиот статус за членка на Европската асоциација на зоолошки градини и аквариуми. На него се работеше цели 10 години, а бил изгубен поради неисполнување на низ обврски зададени од ДЕЗа. Конечната одлука за ова паднала по скандалозното колење на десетина коњи и мазги, кои преку ноќ беа донесени во Скопската зоолошка градина.